Во ова издание на Неделна хроника на Прва Скопска, во која ве подсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува, ке гледате. Проект за решавање на проблемот со ерозивните подрачја во Газибаба. Над 700 учесници на традиционалниот спортски викенд Илинден 2018. Хаварисани возила во Газибаба, проблемот познат на општината. Со мото дефиле во чест и спомен на младата Марија, чиј живот трагично завршил пред 2 години на православниот празник Свети Никола, а на 20 јули требаше да наполни 30 години. Група моторџии, општина Ѓорче Петров и незините пријатели ја оддадоа почит. Во знак на незината младост, во Реонскиот парк во Ѓорче се одржа рок забава од хуманитарен карактер, а приходот собран од продажбата на пијалоците беше наменет за лекување на младата Симона Николова, која боледува од Фридрикова атаксија. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски изрази задоволство од жилбата и подготвеноста на неговите сограѓани, кои со парични средства и организацијски способности веќе неколку пати покажале што значи да се биде хуман. Како општина Ѓорче Петров, веќе ова е серија на хуманитарни настани и акции кои што ги организираме, со што навистина ми представува големо задоволство, бидејќи го разбудивме Ѓорче Петров, ги разбудивме младите луѓе во Ѓорче Петров преку вакви настани за повеќе да се дружат. Се надевам дека со овој хуман настан ќе покренеме и други иницијативи со што ќе го подобриме културното живење во Ѓорче Петров. Организаторката на хуманитарната забава, воедно и другарка на Марија, Владанка Дринковска, рече дека во чест на Марија, оваа забава ќе прерасне во традиционална и секоја година со собирање на парични средства ќе помага на различно дете кое ќе има потреба од финансиска помош. Поради тоа што беше многу голем љубител на моторите, решивме да организираме една хуманитарна мото дефиле, каде што се парадираше од улицата Арсенije Јовков до Соборен храм, од Соборен храм се враќаме кон Реонскиот пат Ѓорче Петров, каде што приредивме мала забава во рок стил. Хуманитарните средства од парите од пијачките ќе бидат донирани на Симона Николова, која што боледува од Фридрикова атаксија. Општина Илинден успешно го реализираше 10-тиот спортски викенд Илинден 2018 во рамки на одбележувањето на незиниот патронен празник Илинден 2 август. На оваа традиционална спортска манифестација учествуваа над 700 спортисти кои се надпреваруваа во повеќе спортови: велосипедизам, шах, баскет, тенис, атлетика, хокеј и голем фудбал. Централен настан на спортскиот викенд беше професионалната велосипедска трка во должина од 100 километри, Трофеј Илинден 2018, која што е влезена во календарот на велосипедски трки на Велосипедската федерација на Македонија и се бодува за купот на нашата земја. Велосипедистите возеа 4 круга низ населените места на општина Илинден: Илинден, Марино, Ајватовци, Мршевци, Делјадровци, Текија, Миладиновци и Кадино, а должината на еден круг беше 25 километри. Прв на целта на оваа трка стигна Никола Левков од општина Илинден. Да, јас стигнав прв. Апсолутно мотивацијата е голема, пошто јас потекнувам од тука живеам целиот мој живот 20 години. И тука ми е најдрага победата, некако побитна од сите други. За подготовките секако требаше многу време, со тоа што последниве 3 месеци се спремавме многу силно, многу напорно. Се вративме пред неколку дена од Европското првенство во Чешка, кај што исто направивме добри резултати, ама не сме во медалите за малку. Тоа е тоа, се трудиме, се тренираме и тоа се подготвуваме. Учествував во 2016 година, тогаш исто победив. Претходната година, за жал, не бев во можност да учествувам поради тоа што еден месец пред оваа трка на меѓународна трка кроз Србија добив повреда, скршена клучна коска, што ме спречи да тренирам тие 2 месеци. За среќа се опоравив и сега повторно сум напред со врвни резултати.
Како вовед во главната трка се одржа рекреативната велосипедска трка во должина од 5 километри, во која учествуваа голем број граѓани од сите возрасти. На силниот шаховски турнир на кој настапија 38 шахисти, фидемајсторот Дејан Динев ја освои шампионската титула. На второто место се пласираше минатогодишниот победник фидемајсторот Зоран Стојчевски, а трет беше Илија Стошевски. Голем интерес оваа година предизвикаа надпреварите во атлетика, на кои учествуваа над 250 ученици, младинци и дечиња од градинката Гоце Делчев, кои му дадоа посебен белег на ова надпреварување. На најдобрите во сите категории, градоначалникот Жика Стојаневски на победниците им додели медали. Па да, беше тешко, но со напор се е полесно. Па јас се подготвував една недела пред тоа и секако прво треба споро да трчаш, а потоа да забрзаш. Во рамки на спортскиот викенд се одржаа и надпреварите во тенис. Оваа година првото место му припадна на Владко Нацевски, кој како што изјави, тој е повеќе годишен учесник на ова надпреварување. Да, јас играм и меѓународни турнири во Србија, во Република Бугарија, исто на Балканите. Така да беше екстремно на 35 температура, да се игра цел ден околу 4 меча. Беше напорно, но сепак добра организација од општината, исто така беше све најдобар ред, само пофални зборови и овој турнир посакувам да прерасне во традиција. Да, јас го освојувам 3 пати овој турнир. Да. И првото место. Ќе учествувате и натаму? Наредна година ќе гостувам на помладите и ќе донирам спонзорство некој во овој турнир. На спортскиот викенд се одржаа и надпреварите во кошарка. За првото место се избори екипата на Машна. Второто место припадна на екипата Old School и третото место за екипата на Овчичка. Во рамките на спортскиот викенд се одржа и редовниот фудбалски надпревар, а по втор пат оваа година се одржа и ревијален надпревар во хокеј на ролерки, на кој учествуваа повеќе имена репрезентативци на Македонија. Уште најмалку 200 згрижувачки семејства се потребни за да се обезбедат соодветни услови за децата кои се без родители и родителска грижа, а не можат или потешко можат да бидат посвоени. Бидејќи се работи за деца во различен ризик, на различна возраст и со различни потреби во однос на должината и видот на сместувањето во згрижувачкото семејство, од Министерството за труд и социјална политика вела дека е потребно да се развие достапната мрежа на згрижувачки семејства во сите градови, со што ќе се овозможи детето да продолжи да живее во познато опкружување. Од Министерството за труд и социјална политика посочуваа дека главен мотив за згрижување на дете во своето семејство превентивно е желбата да се помогне на децата кои од најразлични причини биле напуштени или одземени од нивните родители. Со цел да се зголеми бројот на вакви семејства, Министерството и УНИЦЕФ почнаа кампања што има за цел да ја покрене свеста на јавноста дека само грижлива семејна средина може да им ја даде негата и поддршката која им треба на децата и на која имаат право, и да ги поттикнат граѓаните да ги отворат своите срца и домови и да згрижат дете без родители и родителска грижа. Изминатите неколку недели околу 200 заинтересирани граѓани се јавиле на отворената телефонска линија 15133 во рамки на кампањата. Во моментов во Македонија има 172 згрижувачки семејства во кои се згрижени 274 деца. Висината на надоместокот за згрижување на дете без родители и родителска грижа изнесува 8550 денари. За дете со воспитно-социјални проблеми 9870 денари, а за згрижување на деца со попреченост 11190 денари. Децата згрижени во семејствата имаат право и на детски додаток, а децата со попреченост добиваат и посебен додаток. Во тек е процес на деинституционализација, односно затворање на гломазните институции и сместување и на возрасни и на деца штитеници во мали групни домови, но приоритет на Министерството е малите деца до 3 години. Според програмата на Министерството до 2020 година, сите деца на возраст до 3 години треба да се извадат од институциите и да бидат сместени во мали групни домови, згрижувачки семејства или во друг вид соодветно сместување.
Камерата на Прва Скопска го забележа поместувањето на стрелките на часовникот што е поставен на Музеот на град Скопје. На снимањето што се одржа на 19 јули минатата недела, видно се забележува дека малата стрелка на часовникот се придвижила и е поместена кон 6 часот наместо 5:17. Денеска стрелката на часовникот е повторно наместена на 5 часот и 17 минути, најверојатно по интервенција на градската власт. Од град Скопје информираа дека не знаат како се поместиле стрелките и никој досега не приметил. Вела дека најверојатно се случило пред 2 години кога беше и последниот земјотрес во Скопје. Бензините и екстра лесното масло за домаќинство од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 1 денар, а дизелот за 1,5 денар, одлучи на денешната седница Регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евро Супер БС 95 изнесува 71 денар за литар, а Евро Супер БС 98 ќе се продава за 73 денари за литар. Екстра лесното масло за домаќинство ќе чини 51,5 денари за литар, додека новата цена на евродизелот изнесува 62,5 денари. Намалувањето на малопродажните цени на нафтените деривати во просек е за 1,96%. Регулаторната комисија за енергетика ја донесе одлуката врз основа на просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар и курсот на денарот во однос на доларот во изминатите 2 недели. Жителите од општина Газибаба реагираат за оставените и напуштени така наречени хаварисани возила во населбата Автокоманда. Тие велат местото на овие возила им е во отпад и не треба да бидат оставени на паркинг просторите. За овој проблем граѓаните се обратија до Прва Скопска. Велат дека вакви возила подолго време стојат на улицата Христо Ботев, позади полициската станица во Автокоманда. Проблемот го пријавиле до општината, но досега ништо не е преземено. За да ги информираме граѓаните, Прва Скопска побара одговор од општина Газибаба за хаварисаните возила. Оттаму вела дека општина Газибаба е запозната со овој проблем веќе подолго време. Општината започнала со маркирање на хаварисаните возила кои се наоѓаат на јавните површини. Ова е втора процедура откако претходно општинските комунални инспектори ги лоцираа возилата кои не се во возна состојба. Потоа на собствениците им изрекоа усна опомена дека во одреден рок ќе треба да ги дислоцираат хаварисаните возила. Според инспекторите, дел од опоменатите граѓани ги дислоцирале старите дотраени возила, но сепак има дел и кои не ги послушале опомените и затоа нивните хаварисани возила биле маркирани. Според инспекторите, доколку и понатаму не се почитува извршното решение, тие ќе постапуваат согласно законските мерки и ќе следат казни. На денешен ден, 24 јули, пред 61 година, почина еден од најголемите великани, патриоти и борци за самостојна независна Македонија, Методија Андонов Ченто. По тој повод, денеска пред неговиот споменик во населбата Ченто, општина Газибаба, на свечен начин го одбележа денешниот ден со положување свежо цвеќе. Почит кон великанот изразија делегациите од општина Газибаба, предводени од градоначалникот Борис Георгиевски, делегации од урбаните и местните заедници од територијата на општина Газибаба, здруженија на пензионери и граѓани. Градоначалникот Георгиевски пред присутните ја истакна големината на двајцата великани, Кузман Јосифовски Питу и неговиот следбеник Методија Андонов Ченто. Навистина, неговото лик и дело и понатаму треба да биде еден од носителите на сите македонци во Македонија. Во водниот дел слушнавте две имења кои што се уште се табу тема. Кузман Јосифовски Питу, еден од великаните и основоположниците на македонската нова држава. Методија Андонов Ченто е негов следбеник. Овие двајца навистина имаат големо влијание врз основа она што представува ослободителна борба на македонскиот народ и неговото дело и на едниот и на другиот навистина треба да представува почит према сите идни млади генерации. Мислам дека
ние треба во голем број да се собираме, повеќе да ги почитуваме достигнуќата на нашата поранешна и од секогаш ценета сојуз на борци и од борбата од 41 до 45 година, која представува воедно и темели на ова наша денешна заедница. Методи Андонов Ченто е личност со посебни особини кои придонесуваат да се издигне на повисоко рамниште од околината и средината. Решителен, самостоен, активен и чесен македонец, смел борец за слобода на македонскиот народ. Тој бил доволно комуникативен со народот, што овозможувал да ги запознава нивните потреби, интереси и приликите во кои живееле. Методи Андонов Ченто е една од најсветлите фигури во историјата на Македонија и несомнено и еден од најдоследните борци за социјална правда и национална слобода на македонскиот народ. Деновиве општина Бутол го заврши поставувањето на ново улично осветлување на улицата 1550 во индустриската зона Визбегово. Поставени се 27 метални столбови, на кои се инсталирани 27 натриумови светилки. Со новото осветлување, комплетно е осветлена улицата во должина од 600 метри. Изведувач на работите е фирмата Код Инжениринг од Скопје, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Бутел. Засега македонски државјани не се обратиле за помош во Македонската канцеларија за врски во Атина по пожарите во околината на Атина во кои досега настрадаа најмалку 50 лица. Сепак од Македонското министерство за надворешни работи препорачуваат државјаните на Република Македонија заради пожарите кои се случуваат во областа Атика во околината на Атина да избегнуваат патување во тие региони. Поради пожарите во Грција е прогласена вонредна состојба. Од МНР исто така информираат дека контакт телефонот на дипломатското конзуларно представништво на Република Македонија во Атина е 0030694474 3071. Од град Скопје велат дека веднаш ќе дадат 1 милион денари помош на Атина за настраданите во пожарите. Ова е прва итна мерка на градот и остануваме отворени за било каква помош, доколку дополнително се побара, велат од кабинетот на градоначалникот Петре Шилегов, кој на 27 април годинава со неговиот атински колега Јоргос Каминис потпишаа договор за соработка. Делови од Скопска Црна Гора се прогласени за ерозивни подрачја и подрачја загрозени од ерозија. Две нивоа кои означуваат дека постои трошење на земјата во овој предел. Како најкритични, експертите ги посочуваат селата Раштак, Булачани, Црешево, Страчинци и Брњерци, а има и опасни водотеци кои исто така доведуваат до водна ерозија. Според истражувањата на тим од професори од Шумарскиот факултет, вкупната површина на ерозивно подрачје во оваа општина е околу 3500 хектари. Токму затоа, општина Газибава заедно со Центарот за развој на Скопски плански регион ќе работат за разрешување на проблемите со порујните води на Скопска Црна Гора. Приоритетно, како што информира градоначалникот Борис Георгиевски, ќе биде расчистувањето на речните корита. Експертите заедно со нас кои што ја донесовме одлуката во месец април за прогласување на Скопска Црна Гора како можен потенцијал за ерозивните причини и ризици од идните поплави, преземавме план за комплетно расчистување на соводелиците, речните корита кои што во моментот представуваат најголем проблем кој што може да не се случи уште утре. Проточноста на самите речни корита, големата вегетација, неичистеност, исто така и неможноста на каскадните брани да ги прими големите поројни свечилишта, представуваат наш предизвик. Заедно со Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија, веќе отпочнавме да го санираме Страчинската река и дрезга, кои што беа потенцијали, заедно со Брњаци, Виниче, Црешево, Булачани и Раштак, како една од
населените места кои што гравитираат према Скопска Црна Гора. Со заеднички средства на општината и на Министерството за животна средина ќе се изработи студија преку која ќе се мапираат проблемите за ефикасно да бидат решени. Планирано е пошумување на подрачјето на Скопска Црна Гора во соработка со јавното претпријатие Македонски шуми и Министерството за животна средина и земјоделие, како и изградба на одводен канал под северната обиколница. Акциониот план предвидува покрај она што представува уредувањето на речните корица, сливови и суводолици, изградба на уште еден дополнително нов ободен канал, кој што сите овие реки и порои кои што завршуваат од падините на Скопска Црна Гора да биде над северната заобиколница. Средствата за негово изведово техничко решение ги обезбедивме заедно со Министерството за животна средина во висина од 700.000 денара, 200.000 денара се од општина Газивава, така да техничкото решение ќе го имаме каде што предвидува од Рашкиот дел па се до Брњарци, каде што е потенцирано дека постои ризик да над северната заобиколница постои нов ободен канал кој што ќе ги собира сите водотоци и реки и на тој начин овозможи нормален пристап на таа вода, а од друга страна да не биде истата тој проблем со 6 август 2016 година кога автопатот или северната заобиколница беше ободен канал. Ова се долгорочни решенија заедно со градот Скопје, со Министерството, со владата на Република Македонија, општина Газивава води сметка како тоа долгорочно да го реши. Целта е преку овој долгорочен проект да се спречи водната ерозија во овој регион и никогаш да не се дозволи да се повтори катастрофалната поројна поплава која се случи во август 2016 година, во која најзастигнати беа токму овие села во подножјето на Скопска Црна Гора. ЈСП Скопје информира дека поради одржувањето на манифестацијата Зборува Скопје, утре и задутре нема да биде во функција автобуската постојка во подрумот на градскиот трговски центар. Имено, автобуската ќе престане да функционира од 12 часот, па се до наредниот ден во утринските часови. Автобусите на линијата 50 во тој период ќе ја користат автобуската постојка до паркот Жена Борец. Привременото затварање на постојката е поради централниот настан во рамки на манифестацијата Зборува Скопје, кој ќе се одржи во графити галеријата во градскиот трговски центар. Општина Аеродром се приклучува кон глобалниот настан за мапирање и расчистување диви депонии, инициран од движењето Let's Do It World. Акцијата е предвидена да се спроведе на Светскиот ден на чистење 15 септември, а граѓаните имаат можност директно да се вклучат во детектирање на расфрлениот отпад преку апликацијата World Cleanup. Мапирањето трае до средината на август, пошто ќе следи процес на избор на локации за чистење и понатамошна организација и логистика. Let's Do It World е најбрзо растечкото граѓанско движење во светот, кое ги поврзува и ги охрабрува граѓаните, општините, компаниите и владите да ги исчистат своите земји од лошо управуваниот отпад. Од 2008 година кон ова движење се приклучија речиси 20 милиони луѓе од целиот свет. Организатор на настанот во Македонија е Сдруженијето за одржлив развој и заштита на животната средина Go Green од Скопје, во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги и понатаму неделните прегледи на урбаните вести.